Подсетимов член. Член на Сојузот, така. Кажете ни колку време функционира Сојузот и кои се неговите цели? Значи, Сојузот функционира од 1946 година со одлука на Народното собрание на Социјалистичка република Македонија. Иначе целите се подобрување на секојдневието на слепите лица во Република Македонија, кажемо со една реченица. Поинаку работиме се она што е потребно во однос на објаснувањето на секојдневието на слепиот човек, во контакти, соработка со владата, со ресорни министерства, со странски организации. Во време печатевме и специјална литература за слепи, сега тоа го префрлевме во одделението, во специјалното одделение во библиотеката Свети Климент Охридски, Народна универзитетска библиотека, значи буквално ги следиме слепите од нивното рагање па до смрт. Кажете ни дали се измени условите во времето на Социјалистичка република Македонија и денес? Дали се подобри условите за ваше работење или пак спротивно? За жал, за време на социјализмот, оваа категорија на граѓани имаше многу подобри услови за живење. 90-тите години со прогласување на самосталноста на Република Македонија, бидејќи сите права, компензациони права на слепите луѓе беа регулирани со сојузните закони, дел од републиката сојузните закони се ги прифатија за свој дел, си поставија некој рок за да изгласа своји закони, така да сојузните престана да постојат, нашите луѓе практично ги изгубија сите можни права кои што ги има. За наша среќа и покрај економската ситуација која што во момент владе во Македонија, со ресорните министерства и со актуелната влада успеавме, не идовме на едно добро разбирање и дел од тие права успеавме да ги вратиме така да луѓето можат малку да здигнат или на крајот на криштата, ако транзицијата беше тунел, ние гледаме светлото во тунелот. Значи крајот на тунелот се гледа во однос на слепите луѓе. Сега ние сме интегрален дел од овој народ и од оваа држава и ќе мора да ги делиме судбината и на добро и на лошо заедно со овој народ. Значи и нашата категорија луѓе мора да покаже максимално разбирање за целокупната ситуација во која што се наоѓа малтене цела Европа и цел свет. Меѓутоа тоа не значи дека Сојузот треба да престане со актуализација на под специфичните потреби за слепите луѓе и специфичните проблеми со кои што слепите се судруваат. И покрај разбирањето ние правиме максимални напори да дел од тоа што значи подобро утре за целокупниот аудиториум на слепи околу 2500 луѓе во Македонија, со помош на владата, на ресорните министерства, на одредени странски фондации, така натаму го направиме полесно, подобро, поубаво и така натаму. Најголем проблем во овој момент е вработувањето. Тоа е проблем на општата популација, кој што е неверојатно изразен кај слепите луѓе. Така, споменавте дека транзицијата дел од правата ви ги одзема, а дел ви ги врати. Може да ни кажете за кои права всушност се оземени на слепите лица, кои во минатото ги имале, а денеска се укинати? Значи, од 2009 година навака ние успеавме да повратиме дел од правата кои што ги имавме во социјализмот. Значи, во социјализмот можам да ви кажам една работа. Од прилика немавме невработени луѓе. Или бројката беше многу мала. Луѓето работеа, има можност да екзистираат така натаму. Со транзицијата поголемиот дел од фирми така натаму се затворија. Втората работа, значи, кога се затворија, луѓето останаа без работа. Приватниот капитал, приватната иницијатива, предуземаштво и така натаму, нашите луѓе се малку атрактивни за таа работа. Значи, луѓето немаат многу желба за вработување. За наша среќа 2002 се донесе законот за вработување на инвалидизирани лица во Република Македонија и тој со сите своји слабости, бидејќи идеален закон нема, мислам дека плодот од него е
околу 5000 вработувања до сега во Македонија, рачунајќи ги сите категории на инвалиди. Не само слепите, него општо земја. Така. Денеска е меѓународен ден за лицата со инвалидитет. Како се бележи овој ден во Македонија, поточно во Скопје, во рамките на вашиот сојуз? Значи, денеска имаше повише активности. Во 10 часот наутро министерот Спиро Ристовски беше на свечаната седница на Националниот совет на инвалидските организации. Тука имаше една програма каде што 3 од нашите организации, значи Сојуз на слепи, Сојуз на глуви и Сојузот на телесно инвалидизирани лица мобилно содржаа своји презентации во однос и предавања во однос на мобилноста и достапноста. Во истов тој период госпоѓата Камчевска Милевска, министер за култура, ја посети школата за слепи лица, каде што подари одреден број на учебници и други потребни материјали. Во 12 часот госпоѓата Камчевска Милевска го посети специјалното училиште за лица со психички пречки во развојот, доктор Златен Сремец. Вечер во универзалната сала хуманитарното здружение Кралица, Есма и Стево организира целовечерен концерт во универзалната сала во врска со денот на инвалидизираните лица, каде што учество земаат сите специјални училишта од Скопје и пошироко. Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност, Сојузот на телесните инвалиди мобилност, вечер со 20 часот отвара изложба на слики во хотелот Порта, така да имаше повеќе активности, може некој не спомнеме, ќе се извиниме, заради динамиката која што имавме денеска. Ред. Спомнавте дека многу министри денеска, фул ви распоредот, значи има многу настани. Дали во праксата министрите и во останатите денови од годината се посветуваат на оваа категорија на луѓе или пак тоа е само на денот кога се обележува? Знаете како, дискутираме за теорија на релативност. Генерално одредени министри секој час и час. И тоа е во ред. Тоа директно зависи од човекот и колку има разбирање за овие проблеми. Значи, тука состојбата е шарена. Имате министри, од кои што и двајцата денеска беа тука со нас, кои што максимално не разбираат, максимално ни помагаат. Тука го вклучувам апсолутно и премиерот, кој му јавно му се заблагодарувам за целокупното разбирање кој што го има за оваа категорија граѓани. И тоа имате министри со кои што не можете ни да поразговарате. Значи, тоа е директно врзано за разбирањето и сваќањето на човекот. Значи, и за неговото сепак расположено време, бидејќи они сепак водат една држава. Ние сме дел од таа држава. А дали денот се обележуваш исто и во текот на претходната влада? Мислам, кога опозицијата беше на власт. Значи, не би сакал да разговарам за позиција и опозиција. Јас не сум член на ниједна партија, член сум на партијата на слепите, значи мене позициите, опозициите не ме интересираат, мене ме интересираат актуелните влади. А за крај што ќе им порачате на луѓето, како да ги прифатат ваквата категорија на луѓе? Значи, мојата порака е ништо за нас без нас. Така. Јас ви благодарам многу за интервјуто и за одвоеното време. Благодарам.